Почитувани гледачи, ова е новата ТВ ординација. Во оваа ТВ ординација издвојуваме минути за миокардниот инфаркт, за стентирањето, кои што веќе се прават неколку години наназад во Струмичката болница. Процесот кој што го прават лекарите до минатата година, лекарите од Србија, од скоро време, Никола Бакрачевски, екс-градоначалникот на Охрид, е во Струмичката болница и им помага на струмичките хирурзи во поставувањето на стентовите. Што вели тој за првичните искуства во Струмичката болница и како се одвива целиот процес од изјавата на Бакрачевски. Како дојде до идејата за соработка со Струмичката болница? Точно така, денес ја направивме веќе првата диагностичка хронографија тука во одделот за интервентна кардиологија во Општа болница Струмица. Идејата потекна од министерот доктор Венко Филипче, кој што има силно изразена и јасна желба да ја развие мрежата на катетеризациони лаборатории во Република Македонија и на негова иницијатива беше подпишан договор за соработка помеѓу Општата болница Струмица и Заводот за кардиоваскуларни заболувања од Охрид со секако претходна согласност на Министерството за здравство и врз основа на тој договор воспоставена е веќе соработка помеѓу двете здравствени институции која што предвидува повремен престој на докторите од Заводот за кардиоваскуларни заболувања во одделот за интервентна кардиологија, изведување на интервенции, како во делот на диагностиката, така и во делот на третманот на коронарна артериска болест. Во соработка се разбира со персоналот кој што веќе неколку години работи тука во Општата болница Струмица, во соработка со интернистите, специјалистите и кардиолозите со специјалисти од тука од Струмица, која што соработка верувам дека ќе вроди со унапредување на здравствената нега на пациентите со одредена кардиоваскуларна патологија и секако во иднина ќе овозможи едукација на персоналот кој што самостојно ќе може да изведува и сложени и комплексни кардиоваскуларни процедури тука во одделот за интервентна кардиологија. Денеска кои интервенции ги имавте и колку често ќе го гледаме Бакрачевски во Струмица? Добро, јас ќе видам тука онолку колку што навистина ќе налагаат потребите. Реков дека определбата на Министерството за здравство на Република Македонија е јасна да ја разви и унапреди интервентната кардиологија на секаде низ градовите во Република Македонија. Денес имаме на програм две интервенции. Првата е веќе завршена, се работи за диагностичка коронографија и втората интервенција ќе биде за брзо закажена изведена тука во текот на денешниот ден. Секако дека претходно докторите од односно нашите колеги од интерното одделение на Општа болница Струмица и менеджментот на ова институција веќе имаат воспоставено адекватна исто таква соработка и со Општата болница од Штип. Повремено кардиолози и ендоваскуларни специјалисти присуствуваат исто така и од Штипската болница тука, изведуваат заеднички процедури во делот на диагностиката и во делот на третманот. Ние заеднички се координираме, заеднички соработуваме, сите три институции заедно, повторно ќе кажам, со Министерството за здравство. Јас ќе видам тука онолку колку што е потребно да се унапреди и општата кардиологија, меѓутоа и интервентната кардиологија во Струмичкиот регион, кој што претендира да биде регионален центар за, би рекол, југо-источниот дел на Република Македонија. И несомнено дека визиите од она што можев да го слушнам од директорот, од менеджментот на Општата болница во Струмица и подпомогнати секако со поддршка на Министерството за здравство, имаат одлични предуслови. Салата за интервентна кардиологија е одлична, да. Условите ги исполнува овој центар, односно ангиограф, за да се изведуваат и оние сите оперативни запади или запади кои што се потребни во овој центар. Секако катетеризационата лабораторија со помошните простори изведена секако по солидни или високи стандарди за изведување на перкутани коронарни интервенции или во иднина интервенции на периферните крвни садови.
и дава одлични предуслови за развој на интервентна кардиологија и за воведување на перманентна континуирана 24 часовна служба која што ќе овозможи во месеците кои ни престојат да се развие мрежата за акутен миокарден инфаркт во југоисточниот дел на Република Македонија, што би требало да биде примарна цел на ова лабораторија, да го покрива поширокиот регион на градовите или местата кои што конвергираат кон Струмица, кој што понатака ќе, како што кажав, даде можност за 24 часовно покривање на акутен миокарден инфаркт, она што е особено важно за во грижата на пациентите со ваква патологија, бидејќи се разбира дека времето до пружената помош, односно времето до интервенција од почеток на симптомите до изведената интервенција од повторно отворање на затворениот крвен сад кој предизвикал инфаркт е основен, би рекол, предиктор и на преживување, меѓутоа и на морбидитет кој што произлегува од една ваква комплексна патологија како што е акутен миокарден инфаркт. Колку е значајно помошта на лекарите кои што ја работат инвазивната метода за стентирањето и неинвазивната паралелно за пациентите, но и за болницата, од изјавата на директорот на Струмичката болница Наке Гогов. Програмата за лекување и унапредување на интервентната кардиологија, како во Струмица, така и во другите центри во Република Македонија. Затоа се придружуваме, не се придружуваме, туку со министерот за здравство доктор Венко Филипче се ангажираат сите интервентни кардиологии во Македонија да бидат на достап на сите пациенти во државата. Тоа е за едно добро на луѓето кои што по било кои причини можат да закаснат со интервенциите од внатрешноста на Македонија како би отишле во Скопје. Тоа е каснење, нели? Ако се отвори тука, како што имаме ние отворено тука, интервентна кардиологија, тука се решаваат проблемите. 24 часа ние имаме доктори кои што ја обавуваат таа заштита и интервенција на пациентите да не се транспортираат до Скопје. И тука се добиват, нели, во смисол на лекување и излекување на пациенти, наместо да се транспортираат тука во Скопје, тука се прават интервенциите. И што е подобро за пациентот покасно. Како направивме договор со кардиолошкиот завод од Охрид да имаме 24 часовно покривање на нашиот терен тука од интервентни кардиолози кои ќе постојат на располагање во болницата, за да, ако се случат такви работи, а и не само тоа, ако имаме и превенција, да може да се интервенира во секое време. Они се постојано тука се сместени, 24 часа доктори од интервентна кардиологија од Охрид, завод од Охрид и доктори од Штип. Сега се екипира тимот кој што ќе работи на интервентна кардиологија, така да 24 часа ќе биде покриен теренот со интервентни кардиолози кои што ќе стојат на располагање на услуга од здравствена услуга од доктори на пациентите во болницата. Значи 24 часа се покриени, они се тука. По секое време, ако се случи нешто потреба од интервенција на такви кардиолози, тие се тука во Струмица, во болница. Престои во болницата. Така. До сега се прави, претходно се прави интервенции во тој сегмент. Може ли, имаме ли условите и да се развива тој оддел? Да. Тоа сакам да ве прашам за во иднина да прераснеме во еден вистински здравствен центар, медицински центар каде што ќе се обслужуваат сите. Ако имаме доволно персонал, интервентни кардиолози да бидат 24 часа на располагање, тогаш да нема дисконтинуитет, денеска работи, утре не работи и така. Тоа континуирана работа, центарот ќе се напредува во смисол на давање на постојана лекарска заштита и лекување на пациентите. Значи, ако имаме постојано доктори, тогаш ќе има и постојана здравствена заштита на пациентите. Ако се со дисконтинуитет, тогаш тешко се развива тоа. Мислам, ќе се едуцират кадри од болницата во Струмица и ќе имаме понатамо интервентна кардиологија секој пат во општина Струмица. Како регион тука и доаѓаат пациенти од другите градови, затоа што ние сега можеме да одговориме на барањето на
пациентите и за такви интервенции. Само за југоистокот, на пример, од Корчани може ли да дојде? Може. Може од секаде може да дојдат. Луѓето имат право од секаде да дојдат да се лекуваат. На никој нема скратено правото да не смее од тамо да дојде тука. Може од Корчани, од Делчево, Виница, Берово, тие делови, Радовиш, тука може да дојде секој да се лекува. 24 часа ќе имаме доктори кои што ќе имат, ако има потреба, да бидат на располагање на болница за интервенција во такви ситуации. Значи 24 часови тука престојуваат они, ако се случи болеста во 1, во 2, 3, они се тука. Нема да се носи пациентот во шлип или во скоти. Докторе, рековте ако имаме стручен персонал. Значи ли дека говорите на некој начин? Имате ли дефицит? Имаме за сега од болницата, да. Меѓутоа имаме колеги кои што се на специализација кардиологија, интервентна кардиологија. За година-две ќе почнат да се враќаат и со нивната едукација ќе може да работат самостојно. Значи, треба време за година-две почнуваат да се враќаат. Ќе имаме ние 4 интервентни кардиолози. Така да ќе биде покрина болницата и понатаму со доктори кои што можат да интервенираат во такви случаи. Артеросклерозата представува болест која ги зафаќа големите и средните артерии во телото и се карактеризира со дисфункција на ендотелот на артеријата, внатрешниот дел кој се гледа кон луменот на артеријата, воспаление на артеријата, таложење на липиди, холестерол, калциум и остаток во интимата на крвниот сад. Ова таложење предизвикува формирање на плака, васкуларно ремоделирање на или запушување, нарушување во течноста на крвта, а во тоа и нарушување на снабдување со кислород на органите во телото. За да се разбере точно процесот на артеросклерозата, претходно е потребно барем наједноставно да се знае градбата на крвниот сад. Крвните садови се изградени од 3 слоја. Едниот слој, кој што е директно во контакт со луменот, односно каналот на крвниот сад, е директен контакт во крвта. Овој слој е главно изграден од клетките, наречени ендотелни клетки. Вториот слој на пресек на крвниот сад е главно изграден од мазни мускулни клетки. Се уште неполно непознат дали механизмот на настанување од повеќе фактори делуваат и водат кон промени на крвните садови. Постои теорија дека артеросклерозата всушност е одговор на повреда на крвниот сад. Потврда на крвниот сад може да се случи од оксидан, кои што инфективните агенси, токсините од пушењето на цигари, зголемениот шекер во крвта. За формирање на артеросклеротична лезија во организмот има промена и треба да се случат насекаде од неколку реакции и учество на повеќе клетки во организмот. Циркуларните моноцити во крвта навлегуваат во интимата на крвниот сад, а макрографите кои земаат и го чистат ЛДЛ холестеролот и складираат во интимата на крвниот сад. Така тој започнува да се задебелува, а во него се таложи и калциум, па творбата почнува да стврднува и да формира плака, која има тенденција да расте. Со растот на плаката се случува стеснување на крвниот сад, односно обструкција и нарушено снабдување на органите кои се снабдуваат со кислород преку застегнатиот крвен сад. Така на ниво на срцеви артерии, нивното запушување се случува срцев инфаркт, изумирање на одредена зона на ткива поради неполно отсуство на кислород. На ниво на мозок се случува мозочен удар, на ниво на бел дроб се случуваат белодробни инфекции и така натаму, во зависност од засегнатиот крвен сад со артериските промени. Артеросклерозата започнува да се формира уште од рана возраст. Се наоѓаат и артеросклеротични промени кај децата, но најчесто симптомите се одразуваат во подоцнежните години. Артеросклерозата е водечка причина за смрт во развиениот индустриализиран свет. Артеросклерозата е почеста меѓу мажите отколку кај жените. Се смета дека жените се заштитени заради присуство на женските хормони, особено естрогенот. Најчести симптоми од артеросклеротични промени се случуваат во 40-та година па нагоре. Често, многу од луѓето немаат никакви симптоми за тоа што представува хронична болест која полека се предигрува. Симптомите се непознати како резултат на напредна артеросклероза. Болка во градите.
Болка која се јавува зад градната коска и типично се шири кон левата рака и може да биде придружувана со отежното дишење. Особено се засилува при напор кога се зголемува побарувачката на срцето за кислород, а се олеснува со одземање на нитроглицеринот. Продложена болка која не олеснува со одмор и е придружувана со интензивно потење и отежното дишење, има значење на миокарден инфаркт, односно инфаркт на срце. Болка при одење, импотенција, мозочниот удар се карактеризира со низ различни симптоми и невролошки знаци, често со болка, губење на свест, повраќање, слабост на одредени мускулни групи, се во зависност од артеријата која е зафатена. Најголеми ризик фактори се зголеменото присуство на ЛДЛ, холестеролот, хипертензијата, дијабетисот, односно шеќерната болест и пушењето и дебелината. Диагнозата се поставува со лабораториски испитувања на липидите, шекер во крвта, ехо, коронарна ангинографија, компјутерска томографија, магнетна резонанца. А што представува артеросклерозата? Таа е една од најчестите заболувања кај човекот која може успешно да ја превенираме. Поради артеросклерозата доаѓа до постојано губење на еластичноста на зидовите на артериите на кои се наложат наслагите од масите, првенствено како последица на внесување на прекумерни масти од животинско потекло со исхраната. Стеснувањето на крвните садови и намалувањето на нивната еластичност доведува до отежната циркулација на крвта, а со тоа и до недоволна снабденост на ткивата и органите со крв. Артеросклерозата е многу подмолна болест, бидејќи се развива полека, постепено, без никакви знаци, се додека артериите не се толку стеснати да органите и ткивата не добиваат доволно кислород. Ако се зафатени артериите на мозокот, пациентите ќе имаат интелектуални проблеми, а ако се зафатени срцевите крвни садови, тие ќе имаат проблеми со работата на срцето. Симптомите и знаците на артеросклерозата обично се јавуваат помеѓу 50-та и 65-та година од животот. Болеста е честа кај мажите, бидејќи женските хормони ги штитат артериите кај жените. И најголемите ризик фактори повторно се гојазноста, високата калорична исхрана, богата со масти и шекери, високиот крвен притисок, пушењето и физичката неактивност. За стресот, крвните садови и срцето настанува на менаџерската болест. Хроничниот и нерегуларниот стрес предизвикуваат на значителен процент кај луѓето, особено кај одговорноста оптоварените луѓе, основачите на бизнис, менаџерите и раководниот работен кадар, пореметување на ниво на кардиоваскуларниот систем, срце, крвни садови и нивно функционирање. Може да се познати во секојдневието и често присутни состојбите на така наречената тахикардија, забрзаната работа на срцето, аритмијата, пририпнувањето во ритмот на работата на срцето, стенокардија, стегање во пределот на градниот кош, хипертензија, прединфарктни состојби, ангина пекторис и така натаму, срцеви и мозочни инфаркти. Стресот предизвикува зголемено ниво на делмин и адреналин во организмот. Тоа натаму доведува до забрзана работа на срцето и пореметување на срцевиот ритм. Оттаму настануваат и состојбите наречени тахикардија и аритмија. Тахикардијата и аритмијата спаѓаат меѓу најчестите причини кои водат луѓето кон општи медицински прегледи, како и лабораториски, интернистички и кардиолошки претраги. Едновремено, тие поради тоа што се најчесто препратени со висок внатрешен немир, представуваат и основа за развивање на паничен страв и фобии. Хипертензијата, односно покачениот крвен притисок, во поредок случај може да биде од органско потекло, болести на бубрегот, вродени аномалии и така натаму. Доколку не е од органско потекло, тоа е скоро секогаш директно или индиректно артеросклероза, шекерна болест и друго, поврзано со стресот и пореметувањето кои произлегуваат од стресот. Оттаму, регулацијата на стресот и нездравиот за живот на живење, навиките во јадење, спиење, движење, дружење и така натаму, кои самиот по себе представува извор на стрес на организмот, доведува и до нормализација на крвниот притисок. Стресот го покренува механизмите за создавање на пореметување во крвните садови преку неколку механизми. Од една страна, под дејство на стресот настанува ослободување на слободни или лоши масни киселини, кои натаму предизвикуваат оштетување на зидот на крвните садови, создавање на атером или артеросклероза, а тоа води кон развој на болести на крвните садови на срцето.
На друго ниво, стресот преку зголемена активност на симптоматските и ослободителните серотини предизвикува зголемена лепливост на тромбоцидите, создавање на згручување или тромбоза и инфаркт. Од трета страна, стресот преку зголеменото лачење на кетоламините може да предизвика намалување на способноста за користење на кислород во клетките на срцевиот мускул, односно миокардот, што резултира со оштетување на срцето и потенцијална смрт. Овој механизам понекогаш причина за ненајдена смрт, без претходно да биде развиена артеросклероза, тромбоза или коронарна инсуфициенца. Од сето ова, произлегува дека е потребно навремено и ефикасно регулирање на стресот, со тоа би се намалило и штетното дејствие на лошите масти врз крвните садови и срцевиот мускул, би настанала регулација на и одбегнување на создавање на тромбони. Во исто време, висококвалитетните антистрес програми помагаат и ослободувањето на ендорфинот во организмот, кои покрај релаксационите и другите позитивни дејства врз организмот предизвикуваат заштита на здравите и заздравување на веќе оштетените крвни садови. Човечкото срце, таа функционална пумпа која ја прави 100.000 очекувања преку кои од телото дневно циркулираат 7.000 литри крв. Течност која на органите им носи кислород, но и хранливи материи неопходни за нивно нормално функционирање. Но што се случува кога еден или повеќе делови од кардиоваскуларниот систем ќе заболат? Каротидна артериска болест, стеснување или запушување на еден или повеќе артериски крвни садови на главата и вратот од различни причини. Автоимуни заболувања, после зрачна терапија која најчесто е како резултат на таложење на масни наслаги што е последица на артеросклерозата. По направениот консултативен амбулантски преглед и доплер на крвните садови на вратот, следниот чекор или прецизен метод е изборот на компјутерска томографија. Со нивното снимање се потврдува или елиминира присуството на каротидна артериска болест. Самата метода е неинвазивна, комфортна и со добра подготвеност на пациентот и кратко трае. По обработката на добиените податоци од снимањето од страна на доктор-радиолог се добиваат многу информации за состојбата на крвните садови, анатомска поставеност на истите, присуство на анатомски варијации, вродени мани, присуство на стеснување и во кој степен се тие, присуство на класификации, можеби масни наслаги, зачепување на крвните садови. Воедно, бидејќи прегледот содржи многу снимања од горната третина на градниот кош до врвот на главата, во интерпретацијата на наодот се анализираат и крвните садови на главата, како и другите структури во снимена регија. Честопати случајно се детектираат така наречените приуширување на малите крвни садови на мозокот, но и болести на другите снимени структури, мозокот, вратот, горниот дел од белодробието и така натаму, за кој пациентот можеби и не знае што е голема предност за рана диагностика и навремено третирање. По завршената анализа на прегледот и во зависност од резултатите, пациентот добива соодветна препорака за следниот чекор: ехо-доплер прегледи, хирушки третман, односно имплантација на стент, хирушки третмани, кои се изведува методата на РТГ техничар, ве представува во апаратот во потребната лежачка положба. Интервенцијски добивате јодо-конструктивно средство кое овозможи визуализација приказ на крвните садови. Самиот преглед со сите припреми и снимања трае околу 5 до 10 минути, самото снимање од 5 до 8 секунди. Методата овозможува прецизна евалуација на поставеноста и преодноста на артериските крвни садови, со што се потврдува или елиминира стеснувањето или зачепувањето. Методата се изведува кај симптоматски пациенти со семеен кардиоваскуларен ризик, шеќерна болест, висок крвен притисок, високи вредности на масти, пушачи и веќе оние кои имаат позитивен наод за стеснување или зачепување во ехо-доплер прегледот. Пациентите со прележана, тија или состојба на краткотрајно губење на свест или невролошки испади кои се повлекуваат за 24 часа, пациенти со веќе прележал мозочен удар, постоперативни контроли после ангиопластика, односно поставен стент. Овдека е крајот на новото издание на ТВ Ординација. Останете понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.